Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз е на пат да ја доуништи македонската економија. Поврзано со крајно катастрофалните резултати и перформанси на македонската економија во изминатите 15 до 18 месеци од владењето на коалицијата на власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, сега конечно се најавува зголемување на даноците во Република Македонија и покрај сите укажувања од страна на јавноста и на бизнис заедницата и на граѓаните дека тоа во овој момент за Република Македонија е погрешна мерка. Именно станува збор за денешната најава дека дефинитивно Министерството за финансии, односно владата на Република Македонија ќе воведе прогресивно одоначување или ќе го напушти концептот на рамен, едноставен данок, кој што обстојуваше цели 11 години од почетокот на наредната година. Само да подсетиме на некои ветувања од областта на даночната сфера кои што не се реализираа. Именно Социјалдемократскиот сојуз отстапи од ветеното враќање на 15% од прибраниот данок на додадена вредност на граѓаните доколку ги приложат фискалните сметки. И ова реформа или мерка е одложена најверојатно во недоглед. Наместо тоа, како што е познато, се зголеми акцизата на дизел горивата, мерка што значително ги погоди по джепот и граѓаните, и земјоделците, и бизнис секторот, со зголемување вкупно на трошокот од 3,54 денари, во услови кога на светските берзи расте цената на суровата нафта, што се одразува и на малопродажните цени на горивата. Прашање е нели до кога македонските граѓани ќе го толерираат ваквото однесување на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз одлучи да се спротистави на целокупната бизнис заедница во однос на противењето за воведување на прогресивен данок во Република Македонија. Само да подсетиме дека се многу јасни укажувањата на сите стопански комори во Република Македонија, кои што на почетокот на септември упатија писмено барање за одложување за најмалку од 5 години на зголемувањето на даноците во земјата, укажувајќи на крајно штетните последици што тоа ќе ги предизвика за бизнис секторот. Не само што ќе биде погоден бизнис секторот, односно предпријатијата во Република Македонија, туку зголемувањето на данокот директно ќе се одрази на платите на вработените, оние кои што ќе бидат погодени со оваа мерка, од причина што во систем во кој што се исплатува бруто плата, работодавачите нема бидат подготвени да ги зголемат платите за сметка на зголемениот данок и тоа значи намалување на платите на вработените. Само да укажеме на или да повториме некои од укажувањата на бизнес заедницата и на јавноста во врска со штетните последици од оваа мерка во Република Македонија. Прво, ова ќе значи притисок на врз компаниите да ги зголемат цените заради зголемените трошоци за труд, со што ќе се зголеми стапката на инфлација. Понатаму, зголемениот персонален данок на доход едноставно значи пониски нето плати, затоа што работодавачите нема да го понесат тој дополнителен фискален товар. Зголемените даноци, што е многу битно, значат зголемена даночна евазија. На ова особено истакна бизнес заедницата. Пораст на сивата економија. Зголемените даноци значат загуба на работни места заради порастот на трошоците за работна сила. Зголемените даноци не значат зголемени буџетски приходи. Видовме дека пресметките на Министерството за финансии кои што се проблематични покажуваат дека наводно ќе се прибереле дополнителни 25 милиони евра, а знаеме ние дека само со укинувањето на радиодифузната такса во буџетот се слеваат повеќе, односно помалку средства од ова предвидена сума. На проблемите, доколку се воведе прогресивното даночување, укажа и групацијата Македонија 2025 која или околу која се собираат македонски бизнисмени кои што или бизнисмени од странство кои што се по потекло во Република Македонија. Имено покрај укажувањето дека ќе се намали бројот на вработени во Република Македонија, беше укажано дека ќе се намалат идните инвестиции. Некои компании веќе најавуваат повлекување од инвестициски вложувања во Република Македонија.
ќе се засили, што е особено значајно, одливот на мозоци, затоа што ова ќе ги погоди професионалците, оние кои што со својот труд и со својот ум придонесуваат на начин што пазарот ги вреднува нивните квалификации, личности кои што и ние по секоја цена треба да ги задржиме во Република Македонија, да не отидат во некоја друга земја која што има подобри даночни услови. На ова укажа компаниите од информатичките технологии преку нивната асоциација МАСИТ. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз од идеолошки причини фрла дрвја и камења по концептот на едноставни и рамни даноци. Нема никаква друга причина, односно објаснување за тоа, затоа што во моментов преку 20 земји во Европа го имат имплементирано рамниот данок, трите балтички држави, кои што немаат врска, како што беше истакнато денес од страна на министерот Тевдовски, со некој социјализам. Тие одамна се модерни, современи, функционални пазарни економии. Унгарија, понатаму, Романија, соседна Бугарија и слично. Единствено министерот Тевдовски се повикува на примерот на соседна Албанија, каде што социјалистичката влада од постојниот систем на рамен данок премина кон прогресивно оданочување. И што е најважно, рамниот данок, анализите покажуваат дека не придонесува за зголемување на јазот меѓу богатите и сиромашните. Нека се погледнат податоците за така наречениот Джини коефициент, кој што ја мери неравномерноста во распределбата на доходите, кој што во последните 5-6 години во Република Македонија бележи благ, но сигурен пад и е понизок од времето во кое што имавме прогресивно оданочување, тоа значи пред 1 јануари 2007 година. Значи, да повлечам, Социјалдемократскиот сојуз застана против или наспроти укажувањата на бизнис заедницата, укажувањата на граѓаните, укажувањата на младите професионалци во Република Македонија, кои што, ево, доколку ова навистина се оствари, а најверојатно намерата е да се реализира, затоа што Министерството за финансии најверојатно ги има вградено овие мерки во предлог буџетот за 2019 година. Значи, сето тоа ќе придонесе младите кадри да ја напуштаат и понатаму Република Македонија. Вториот дел од оваа пресконференција се однесува на најавените козметички мерки за реформа во системот на социјална заштита во Република Македонија, предложени од Министерството за труд и социјална политика, предводено од госпоѓа Мила Царовска. Јас ќе се задржам на неколку од нив. Владата на Република Македонија влегува во опасна авантура со тоа што сака да воведе систем на гарантиран минимален приход, нешто што не постои во Европа и ретко каде во светот. Имено Финска, една од најбогатите земји во Европа и најбогата социјална држава, експериментираше на околу 2000 вработени во период предвиден 2 години како ќе функционира системот на базичен доход, што е блиско до она што е гарантиран минимален приход, и го напушти воведувањето, го одложи во недоглед, сметајќи дека тоа е прескапа мерка. За Република Македонија, изедначувањето на социјалната помош со минималната плата ќе има катастрофални последици затоа што ги обесхрабрува оние кои што сакаат да работат и со тоа да стекнуваат работни навики, квалификации и така натаму и така натаму. Не е само намерата важна, важни се последиците. Почитувани, ова се случува во период кога знаеме како и оди на македонската економија, нема раст на бруто домашниот производ, не се искористи поволната клима во светската економија за зголемен раст, кој што може да ја повлече Република Македонија. Далеко сме од перформансите од 2007 година, кога имавме раст на бруто домашниот производ од 6% и растеа сите големини. Ја спомнувам 2007 година затоа што таа беше првата полна година од владењето на тогашната коалиција предводена од ВМРО ДПМН, откако се случи промена на власта со парламентарните избори во 2007 година. Сега владе е мртвило, сивило, а со овие мерки постои опасност да се доурниса
македонската економија. Значи, во вакви околности да воведувате минимален гарантиран приход, ќе повторам, значи изначување на социјалната помош со минималната плата, ќе имаме натамошно продлабочување на состојбите на пазарот на труд. Ова година, ова реколта, немаше кој да ги собере јаболката во Преспа. Немаше кој да помогне за собирање на грозијето во Тиквешијата. Остана несобрани заради недостиг од работна сила и високи или големи надници кои што се наметнуваат на пазарот заради овие мерки противречни на владата, сливите во Пехчево, во Берово и така натаму. Сакам да кажам дека ќе имаме уште поголеми проблеми. За пензискиот систем се најавуваат козметички промени. Ние очекувавме дека нешто радикално ќе се предложи затоа што таму состојбите навистина се дури алармантни, со големиот дефицит во фондот за пензиско инвалидско осигурување, но се оди повторно на зголемување на стапката на придонесот, што од друга страна за 0,4% ке пензиското осигурување. Од друга страна, од своја страна ќе значи зголемување на трошоците дополнително за работна сила. И некои козметички промени за кои што јас не би овдека трошел време, кои што нема значително да ја подобрат состојбата во пензискиот систем и останува некоја идна влада да бара решенија кои што ќе бидат трајни. Благодарам.